Браке останици, четата ни станува се побројна. Не ми се муртите и не ми се чудите што сте облечени во туги униформи, зашто со храброст се бориме. Ама и со итрина. Нека не ме чешат овие арнаутски бечеви. Оти во нив налик сме на турска војска, а така многу полесно ќе се движиме низ теренот. Долг пат не чека, а и за сега 2 итни ликвидации. Претераа со арамилак, со лошотилак. Сметката под нос. Одиме. Стиктер бе! Не ми ја прави бербат вака молитвата. Прашав, а по прашаното стигнав до Јурук Махмуд. Баш. Тој сум. Ако те пратиле заштитник да ми бидеш, бујрум. Ти чирам со години го собираш годишниот данок Вергија. Така? Тамам. Го дереш народот до гола кожа, а? Има, ѓауро дава, охо. Значи, се закануваш. Ако треба тепаш, измачуваш, така? Рајата може да си пишти и само да ме мрази. Значи, Јурук Махмуд, годинава нема да собираш данок Вергија. Дај фати се за кубурата. Да не те отепам голорак. Бујрум, Кадаро, бујрум! Хајде, баш ми се пиеше кафе. Кафето ќе се олади, шех Исмаил. А бога ми и ти. Ајде, остај пиење. Многу крв се испи од македонскиот народ. Сега малку ќе те подуе. Ти си бунтар, така? Слуга сум на провенецот Тефик Бек. Не го земи го на нишан. Ти го собираш данок од Вергија, така? И го качуваш колку ти е кејф. До празни амбари, бе, грабач. Слушај, спушти го пиштол, спушти го, ајде. Ти го делиме кесето. Деве, за кесето и ќе се фатиш за цевката или за јатаганот. Стојан Карастоилов е роден во село Старчишта, Неврокопско, во 1848 година. Потекнува од занечиско, а според други извори од бедно земјоделско семејство. Виткал грб како мануелен работник, берач на маслинки на островот Насос. Подоцна повеќе години ајдукувал по долината на реката Струма, заштитувајќи го угнетеното македонско население од грабежите на турските власти. Бил правичен и храбар човек, ликвидирал повеќемина озлогласени зулумџии. Како ајдутски арамбаша, но и како прв и главен војвода, раководил со Кресненското, односно македонското востание од 1878 и 1879 година. Стојан Карастоилов, Димитрија Поп Ѓорѓиев Беровски и други војводи, начело од 400 востаници, го нападнале гарнизонот во село Кресна. Потоа, откако ослободили други 35 села во областа Каршијак, организирале народно востаничка власт на ослободената територија. Гледајќи овие вака собрани пред овој наш христијански храм, ме обзеде милина. Преку нос ми е веќе од тиранијата Аман. Секој тугинец зграба од туѓото. Рачишта толкави, ногти геоножови. Затоа се кренавме, луѓе. Да си го вратиме своето. Сакам лев да јадам од наша нива, во наша фурна испечен. Големите светски држави не гледаат како провинција. На нивните мапи сме најситната дамка. Затоа кренавме пушки и грбнавме. Да сме вечни
и вековити. Амен. Амин. Человек? Здравствуйте, человек. Хорошо, человек. Я приехал. Я приехал. Кресно. Стоян. Стоян, бум-бум. Стоян, ти главни одговараш. Ну так. Зад ридот, зад цртот. Ама, тоа е далеко, треба да пуштиш чекорот и ноќ ќе те фати. Спасибо, товариш. Стоян ќе те спаси. Спасибо. До свидања. Сладок да ви е залак од Војводи. Сполајте им, сполајте. Некој намерник. Како кажа, Господ не ќе го разбере, не ја да го разберам. Што да правам? Да го доведам? Димитрија, секакви луѓе шетат наоколу. Арноде, нека влезе, па ќе видиме по муабетот. Дали е некој или никој. Ајде, нека влезе. Адам Иванович Калмиков, козачки мајор и атаман. Висок чин. Здравствуйте! Браус. Спасибо. Здравствуйте! Седи. Седи. Спасибо. На браќата руси нешто им се разбуди совеста, а? Славјанска помош, а? Спасиба. Спасибо. Спасиба, ама да дојдеше со чета ќе беше поарно. Понимаеш? Да научиш да лафиш по-нашки, по-македонски. И тоа шо поскоро. Сомун. Зем, сомун. 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 Ете така. Рани душа да те слуша. Во прво време ќе го држиме малку понастрано од оружјето. Да го провериме први по наши канали. И јас мислам така. Од секоја птица билбил не бидува. Има и гаврани. Душа слуша. Слуша. Ајде напред. Охо, мајор! Лој Војткевиќ. Ајде, повели, седни. Написан. Ново време, нови проблеми. Известни луѓе ме врбуваат да се приклучам. Јас дојдов кај тебе да ми дадеш конкретна задача. Ти беше полски емигрант, така? Така. Епа, првиот емисар што го испративме беше русин, украинец. Што да е? Ако, нека е шарено. Оние племиња што живеат јужно и западно од нас. Българи кои се нарекуваат македонци, дигнале селска буна, а фалбено ја нарекуваат сенародно востание. Го знаеш мајорот Калмиков? Го знаеш? Со него треба да се вовлечете помеѓу востаниците и да им бидете чатал коска во востаничките грла. Да го задушите тоа бунтарско легло. Значи ликвидација на водачите, а потоа? Чекај, полека, кај брзаш? Итро, постапно да го преземете востаничкото кормило, да ги придобиете за се българските идеи. Треба на Европа да ја покажеме дека Македонија е дел од Велика Бугарија. Еве ти пари да ти се најдат за попат. Би рекол нешто, војводо, да не ме караш. Де е мајката? Не сме другаришта од вчера. За оној мајором.
што љуби да го викаме атаман. Матно човече. Кога толку бргу не засака мајката? Слушай, Сребре, зашто го обвинуваш? Не дај Боже. Рано е се уште војводо и може би грешам, но како бре војводо толку бргу го научи нашиот јазик? Ајде, Джана, се уште повеќе зборува со раците отколку со устата. А, не. Да го слушнеш, меле како воденица на надојдена река. Така ли? Ами, заклуча. Мајчиниот го научил нашиот јазик уште многу порано. Што мислиш, зошто? Окат си ти, Сребре. Окат. Туку за ова никому избор. Сепак да бидеме предпазливи. Калмиков го примивме, ама слабо го проверивме. А оне што им се приклучи завчера, некој си Луи Војткевиќ. Замисли, и тој е мајор. Тоа случајно или... Тој е Пољак, ама знае бугарски и македонски. Демек тука прв пат се сретнале со Калмиков. А да ги спадиме. Клоцата во газот им мирна глава. Димитрија, барем ти си изгорен од разловечкото восстание. Чекај, да не брзаме. Сепак има честни луѓе, правдолюбиви, пргави. Да, ама едно не ми е јасно. Зошто нив, како тугинци, би ги болел папокот се страна на Македонија? Овде мене ми смрди на политичка кујна од Софија. Ако не е така, еве, овде Ни сум ти беше најдомак. зборот. Таквите, фронтиме целиот свет. Сегде кај што угнетени се кренале против поробувачи. Добро, како сакаш. Ако сакаш ти, дај им оружје. Ама, јас ке им го одзем. Бери ум, Стојане. Јас сум начело на штабот. Ти си малку подолу. Добро. Те следеше ли некој? Не. Јас имам дарба да ги следам другите. Туку кажувај. Што да ти кажам? Јас веќе направив раздор меѓу челниците. Знаеш како се вели? Сопни им го овено там, овците како муви без глава потоа. Секоја по своје ставниште. Тоа се само штури поговорки, нам ни требаат факти, резултати. Ова е масовно востание, не гледаш ли? Наша задача е на сето ова да му дадеме бугарски предзнак. Присобрав околу мене 5 мина незадоволци. Добро? Антимакедонска фракција. Одлично. Во свое време ќе се ги покажат забите. Ние треба прво однатре да ги подкопаме. А за погребот ќе се погрижи Бугарија на бугарски начин. Ај сега оди кај треба да одиш. Им кажав Божен берам лечебни билки. Така ли? Војводо! Несреќа, војводо! Во Ќустен дел е фатен нашиот Димитрија Беровски. А ти сигурно немаш врска со... Јас ли? Зошто би имал? Слушај, Стојане, твојот сомнеш кон мене ги помина сите граници. Јас и Луј овде дојдовме со чист образ, да знаеш. Се заколнавме да го дадеме и нашиот живот за нашето дело. Море мамичето твој змиско. Сигурен сум дека јас сум следниот на тој твој шпионски список. Аман бре! Останиците ве слушаат.
Од вас челните се бара слога и ум. Сребре! Ти да молчиш, ти си многу мала бразда. Слушај вамо, ти мене ми завидуваш на мојот чин и на мојата воена вештина, бидејќи си толку прост, што не пулиш ништо подалеку од својот нос. Еден од нас двајцата е посла порев. Биди сигурен дека јас не сум тој. Оној русинон лошо командува. Или е неспособен, или сите немести да не потепаат. Трчај, викај го Стојан војвода. Трчај! Стојан Карастојлов навреме пристигнал со своите соборци и со мудра команда извојувал победа кај ханот во Србиново. Но уште поголем станал јазот на нетрпеливоста помеѓу него како уважен командант на востанието и Адам Каламико, натурениот атаман протежиран од Софискиот комитет Единство. Каламиков, осветолюбив платеник, решил да ги забрза настаните. Ги убедил востаниците кои се приклониле на негова страна дека војводата Стојан привремено треба да биде затворен, а заедно со него и неговиот верен соборец Ѓорги Чолак. Волците се во дувлото. Твоја задача е да најдеш неколку добри момци. Да ги наоружиш со по една пушка и нека им ја земат душата. А очевидците? Нема очевидци. И нив ти ги ликвидираш. Сведоци не смее да има. А утре, на погребот, на нивните гробови, јас ќе одржам говор. Потоа ќе станам главен на штабот. Ќе ги растурам сите македонски чети. Бугарија знае дека ова е уште едно разнебитено македонско востание. А за нас некоја паричка плюс. Туги не су свое да не видиш. Црци ти влега во јаболкота, Рамбашо.